Од месец декември 2024 година Македонија има два нови апсолутни пливачки рекорди во дисциплините 400 метри и 1500 метри слободен стил во 50 метарски базен. Ова се најновите успеси на македонската пливачка надеж Никола Ѓуретановиќ, момчето кое на 16 години ја представуваше Македонија на летните олимписки игри во Париз. Овие успеси со кои што стартува во најавата се нешто кое што апсолутно одлично дојдоа на пливачкиот тим кој го сочинуваат Никола и неговиот тренер Горан Стаменов, затоа што беа пред се потврда за нив, а потоа и за пошироката македонска јавност дека оние резултати кон кои целеа и на Олимпијадата, меѓутоа таму не се случија, сепак за нив се достижни. Затоа што се случуваше после Олимпијадата и за сите оние нефер коментари со кои македонската јавност како многу го навредуваше Никола Ѓуретановиќ, ако ги ставиме на еден кантар кој говори за неговата досегашна кариера, тогаш верувам дека се што постигнал и сите граници кои што ги поместил во нашето национално пливање во секој случај ќе бидат нештата што повеќе тежат од она издание кое што веројатно не го посакувавме и не беше најуспешно на Олимписките игри во Париз. Како и да е, за сето тоа што се случуваше и на Олимпијадата, иако веќе таа е зад нас, но и за она кое што сега е веќе нивна нова цел предстојната година, а и наредните неколку години, ќе зборуваме во денешното издание на Fairplay. Останете со нас во наредните 30 на минути. За македонското пливање и како добра вест е тоа што во моментов го има Никола Ѓуретановиќ, заради тоа што ова момче со самото тоа што постигнува лични успеси и ги поместува границите кога е во прашање пливањето во Македонија, со тоа ги инспирира и мотивира и останатите кои што се дел од нашата пливачка сцена да бидат подобри, да бидат негова конкуренција, а така Македонија генерално ги подобрува своите успеси во овој спорт. Моите денешни гости, а тоа се Никола и неговиот тренер Горан, се би рекла Dream Team одамна, заради тоа што се заедно откако Никола имал 5 години и верувам дека сето она што ќе го кажат и како ќе биде значајно за малку да научиме подобро како функционира пливачката сцена во моментов и во Македонија, меѓутоа и надвор од нашите граници, и се надевам да бидеме со тоа посвесни кога поддржуваме, коментираме, а кога е во прашање пливањето и нашите пливачи. Никола и Горан, добро дојдовте во Fairplay. Добро ве најдовме. Ви благодарам што не поканите и што ни дадовте можност да зборуваме за спортот и за нашето пливање. Олимписките игри во Париз, да, веќе се зад нас, меѓутоа не сакам да го прескокнеме моментот каде што барем мојата оценка е дека вие на еден успешен и добар начин успеавте да го поднесете тамошното сценарио. На Олимпијада отидовте подготвени, но не го видовме вашето најдобро издание, за потоа во месец декември да докажете дека тоа издание е како достижно. Меѓутоа се навраќам на тоа како целата ситуација вие ја поднесовте. Мене ми делува дека тоа беше многу добро, но како беше тоа од ваша призма? Прво тренерот. Може. Па Значи да, како што рековте и вие, се спремавме за Олимпијадата, отидовме физички спремни, можеби тој психолошкиот товар не се понесовме како што треба, иако разговаравме доста за тоа, се спремавме. Но ете, се случи што се случи. Како што заврши трката, јас како тренер нели сум поводрасен од Никола и знае што не очекува. И веќе направивме план веднаш после трката што ќе правиме и како ќе правиме за да го докажеме дека тоа не е нашето ниво и тоа не е нашата трка. Тоа се случи, сепак е спорт. Една трка се случува. Никола беше понесен од атмосферата, знаејќи дека сите гледат Олимпијада и нели едноставно кога ќе застане психологијата, мозокот, тука застанува и телото. Така да еве после неколку месеци после Олимпијадата се боревме, работевме, трениравме, Никола покажа она што го покажа, тоа е да исплива многу силно време. Да. На 400 метри слободно во Ниш, тоа не беше и целта, требаше тоа време да го пливаме на Олимпијада. Така и планираме 3.57, 3.58, еве овде исплевме 3.57 секунди, така да со тоа Никола се стекна и со меѓународна стипендија, каде што ние споредуваме резултати нели надвори во регионов и во Европа. Никола моментално ми се чини дека е
пети во Европа со неговото време за неговата Дисциплина? возраст. И Дисциплина и возраст. возраст, да. Он е пети во Европа, што нели за олимписки спорт како пример тоа е сериозен резултат. И да не заборавиме, ако не грешам, сега веќе е првиот македонец кој успеал во оваа делница 400 метри слободен стил 50 метарски базен, така да исплива со време под 4 минути. Сега ќе ви дам една споредба. Ајде. Александар Маленко на негови години пливаше 400 слободно 4:03. Марко Блажевски, кој што студираше во Америка, во еден најелитните клубови во Америка и со едни од најдобрите тренери, пливаше 4 минути 00. Никола испеа на рани 17 години испеа 3:57. Така да тоа е сериозен резултат и еве, докажаме дека не е нели сега ова не е тука застануваме и се разбира. Да. Целиме сега имаме други цели, се спремаме и се подготвуваме да покажеме дека може уште подобро. Секогаш може подобро. Да. За тоа кои се следни цели имаме време. Сега и Никола малку да прокоментира. Знам и верувам дека тренерот бил прва и најголема поддршка. Како се однесуваат другите околу тебе, најблиските? Јас секогаш не го кријам тоа дека во моето семејство има спортист и секогаш тешко ми паѓа кога било кој спортист е навредуван со погрдни зборови, затоа што знам како тоа изгледа и дека тоа не смееме да го правиме. Меѓутоа, кој беше најмногу до тебе, кој најмногу тука помогна и беше поддршка за да преминеш преку таа ситуација? Јас лично и пред и после Олимпијадата имав огромен товар за трката. Немав од надворешните коментари од луѓето, но имав поради сам себе, поради мојата трка и дека знам дека сите ме гледаат. Но ете, после трката, може тренерот очекуваше дека ќе има лоши коментари и јас како дете не го сватив тоа ништо лично. И моите ме поддржуваа во секој момент после трката, но јас единствено што бев разочаран беше поради трката, затоа што имав најголем стрес. Но ете, помина, докажавме на сите дека тоа не е моје ниво, како што кажа тренерот, и кажав дека можам да исплевам. И за тие што сакаат спорт, еве јас се вбројувам меѓу нив, оној момент кога ги представуваат спортистите на Олимписки игри, кога се појавувате во кадар, доаѓате на сцена, така ќе се изразам, дури јас имам трема, но гледам и сега имам возбуда што ќе се случува со тебе, односно за Македонија. Ај сега ти кажи ми како беше во твојата глава кога излезе? Јас кога искочив таму, прво не очекував дека ќе има толку публика, уште од првиот ден бев свесен дека ќе има публика, ета бев и на светско првенство 2 пати пред Олимпијада. Но тоа кога искочив на Олимпијада, нешто тако немам искусено до сега во животот. Мислам дека нема да искусам се до наредна Олимпијада. И едноставно не можев да го поднесам тој товар и нозете уште пред да рипнам во вода ми се скаменија скрос и пред тука беше најголемиот проблем. Значи, не доаѓа информација од мозок до само тело. Само што се качив на стартен блок, ја веќе се тресев, не можев да застанам рамно на стартниот блок и тука знаев дека веќе готов сум. Да, уште пред старт. Да. Излегувањето на Никола, они го викаат call room, од собата за спремање до стартниот блок, Никола излегуваше, јас нели како тренер го гледам, он не гледаше на стартот, го гледаше буквално горе нагоре во публиката. Да. И тоа е нормално, тоа не е само за Никола, тоа се случува кај сите. И кај овие постарите, повозрастни спортисти, кај сите се случува, да. Така да тоа е сериозно надпреварување, нели, знаеме од каков обем цел свет гледа и тоа се случува кај сите. Само кој како ќе се справи. Еве, ние претходно период години работев, имаме доста резултати и рекорди, Никола има преку 30 на рекорди. Да. 33 рекорди веќе. Во оние младински пионерски категории, да. Веќе има 8-9 во сениорските, иако он е дали од 15 години постави сениорски рекорди. Така да ето Олимпијадата ни беше, може да го кажеме, еден кикс кој што ама искуство големо. Искуство големо собрано, нели, пропратено со тој кикс кој што нас ни даде ветер во грб. И сите тие лоши коментари ни дадоа ветер во грб. Јас лично како тренер тешко ги проживев. Никола го трнав од тоа, пробувавме таму да се трнеме од тоа, меѓутоа јас тешко го преживував затоа што нели бевме испљукани на најтежок сите можни начини. Да. Мислам дека спортист ќе ви се сврти, ќе ви каже тренерот, видите како ме напишал, како ми презимето напишано Џубретановиќ. Значи тоа е болно за мене како тренер. Искрено ви кажам, не знам како некој добива воопшто таква идеја. Она како му паѓа на памет такво нешто, ама На жалост е тоа, ама ние се зарековме од Олимпијадата дека ќе покажеме и ќе докажеме понатаму дека можеме многу повеќе. Уште малку детали, кога веќе трката, пливањето беше во тек, се разбере дека не си фокусиран на останатите, на самиот себе, меѓутоа јасно ти е што се случува, колку се тие побрзи и така натаму, што додека сето тоа траеше.
Затоа што нели барем целта е да се успешно заврши, ако веќе времето е невозможно се постигне како треба? Да. Па, кога рипнав во водата, на самиот старт, како што реков, се тресев, но кога рипнав, испливав 50 метри и на 50 метри се изморив како да сум пливал, не знам, веќе 5 километри во истото тоа темпо и во глава бев до крај. Да, не знаев што ќе направам до крај, дали ќе издржам и колку толку пробував да се држам со групата, што сите тие од групата ги имам досега на големи надпревари победено. Ја бев како фаворит во таа група. Значи не сте прв пат конкуренција, па да. Ја бев фаворит во таа група, така бев представен, но завршив последен. И тоа уште толку му уби кога заврши со трката и после трка едва и стигнав до местото кај што ми стоеше ранецот, отидов во тоалет, се убив од повраќање. Имаше повраќање? Да, повраќање имав 30 минути после трката, се стабилизирав, после зборав и со тренерот и од тука почна веќе хаосот со коментари едно друго, но последен ден јас го поминав тоа. Многу голем дел од пливачите на овие олимписки игри ги читав, тие коментари се жалеа од басенот, од водата, од зошто? Па не знам како, но базенот беше со не олимписки димензии, беше поплиток од тоа што треба. Со олимписки димензии е базенот, но базенот не беше на истата длабочина, беше поплиток базен кој што не одговара за пливачите. Се жалеа сите во однос на превозот, буквално патувавме до трката дека патувавме сат и пол. Превозот каснеше, не само ние, најсилните репрезентации се жалеа. Тоа беше константно во Париз. Сум слушал доста колеги и други тренери, други репрезентации како се фалат од олимпиадите. Париз не беше на ниво, по мене како тренер, не беше на ниво за олимпиада. Имаше доста каснење со превозот, беше многу топло, немаше клима во автобусите. Излегувавме испотени, дехидрирани. Да. Така да, собите, нели, тие еко олимпиада, тие картонски кути многу тешко се спие на тие кревети. Да, имаше видео инсерти со тие на таков кревет спиевте? На таков, да. Сега не е целта ние да се оправдуваме тука поради тоа, но еве, тоа е дел од целото искуство што го имавте таму. Можам да ви кажам дека во пливањето па едно 70-80% потврдија, тоа никој не го знае, не го кажува тој факт. Во пливањето кај пливачите 70-80% потврдија пливачите. Никој не беше на нивните резултати. Имаше само еден или два светски рекорди. Да, и тоа последните неколку дена. Да, кога веќе се навикна на таа атмосфера. Значи, пливањето беше тотално потврдено во Олимпијада. И нас не случи исто, нели, како и на сите други. Имаше и некои светли точки, меѓу нив Леон Маршан, кој што освои многу медали, особено за домакините, беше голема гордост, нели? А е млад, не сум сигурна за точно за возраста, меѓутоа сепак е млад, нели, да има многу успеси, добро. Ја оставаме олимпијадата позади нас и ако добро разбрав, пост-олимписки мора да, тоа е логично, мора да се направи пауза, ама Никола добил забрана да тренира. Да. Зошто? Го има и тој момент, например, Майкл Фелпс, тоа е од ваша бранша, зборува многу за пост-олимписка депресија и за тоа што знае да му се случи на спортист после олимписки игри, дури ако направи успех. Значи, после целото тоа внимание, светлото вперено кон него, интервјуа, медиуми, публика, најнаш треба пак да остане сам и пак да си продолжи со својата рутина. Колку време вие паузиравте? Па, еден месец од прилика направивме убава пауза со нови сили да се вратиме. Бидејќи ја пред тоа немав направена пауза 2-3 години сигурно, бидејќи баш се спремавме за таа олимпијада. Без прекин ностоп. Баше мали кратки паузи, нели нормално 2-3 дена, меѓутоа немавме конкретна пауза од 15-20 дена, месец дена. Зошто еден месец, еве вие како тренер да ми кажете, затоа што познато е дека за спортистите еден месец не тренирање е многу. Они ќе го употребам зборот побудалуваат кога не трчаат, не тренираат еден месец. Имаат повеќе енергија. Се создава таа енергија што трошеле, одеднаш се соочуваат со повеќе енергија и веќе тука како што рековте вие побудалуваат. Ни требаше таа пауза. Му требаше Никола буквално месец дена да заборави на пливање, да заборави на се тоа што се случи со олимпијадата, да се врати нов во целиот процес и ете после тој месец ни дојде добро. Почнавме, влеговме веднаш во процесот и добро се понесовме со тоа и испливавме, нели, после колку излезе после олимпијада, но 6 месеци испливавме. Да. Сериозно време.
До следни Олимписки игри има многу време, ова го велам заради тоа што Никола дотогаш ќе изгледа многу различно од ова, сигурна сум. Затоа што расте, затоа што во такви години, затоа што е рано од сега да се зборува каде ќе има најдобар и најголем капацитет. Меѓутоа, дали тоа значи дека воедно за следните Олимписки игри повторно би можело да се менуваат правилата, посебно кога зборуваме за норма? Важно ми е за гледачите да кажеме, имам тука некои бројки, ако не се точни, вие ќе ме коригирате, дека, например, за дисциплината 400 метри слободен стил, норма е 3:46, а време за да се добие медал постигнато е 3:44. Значи, разликата помеѓу резултат за норма и резултат за медал е премала. Чисто за да биде јасно колку треба ти да си добар за да добиеш норма, веќе ти си малте медалист. Лично не верувам дека нешто ќе менуваат, може би се случи тоа, но не верувам. Они веќе во пливањето наеднаш ги кача нормите, со олимпијадите веќе пред последна олимпијада ни ги кача нормите. Никола тогаш ги имаше фатено на негови 15 години сите норми за олимпијада. На негови 15 години, тоа не знаат гледачите. Светската федерација во пливање одлучи да ги качи нормите до финале. Значи 8 место е А норма, 16 место ми се чини беше Б норма. Е сега, како што многу убаво рековте вие, 3:46 е норма за олимпијада. Тоа е борба за медаља. И сега, они не тера да фатиме ние борба за медаља на олимпијада. За воопшто се појавиме Да, официјално со норма. Излегува некои видни личности во јавноста рекоа како не ви е срам без норма додите на олимпијада и така натаму. Ние не го праќаме Никола. Светската пливачка федерација го бара најдоброт во државата и го праќа. И Никола најдобро во државата и го праќа таму. Но нормата за олимпијада е можеби и медаља на олимпијада. Една медаља кошта на олимпијада од прилика што правеле анализи луѓето што се бават со тоа од 2 до 3 милиони евра. Ние на оваа олимпијада отидовме за 100.000 денара на 10 дена пред олимпијада. Буквално бевме на припреми 10 дена пред олимпијада. Во Бугарија Никола спарингуваше и тренираше со светскиот јуниорски првак и се изнаради и тренерот таму затоа што Никола пливаше рамо уз рамо со светскиот јуниорски првак. Му даде добри оценки. Да. Тоа е супер. Тоа беше мотив за нас. Меѓутоа се случи тоа со нормално ако психата во моментов не е со вас, нема резултат. Никола тогаш прв пат го напушти, ја напушти психата и се случи тоа што ни се случи. Меѓутоа, еве се надеваме сега веќе работи со психолог, подолго време. Вклучивте психолог? Да, точно. Се бориме со ветерници. Со финансиите се бориме. Ние знаеме дека треба психолог, тоа не е ништо ново. Финансиите, прво за финансиите, потоа за психологот. Ова ме интересира, убаво рековте, Светската федерација пливачка ги сумира и ги следи резултатите на сите поединци нели на национално ниво, меѓутоа за да ти собереш доволно поени и да се покажеш дека си најдобар, ти треба да одиш на X надпреварувања каде што треба и да платиш за да таму отпатуваш, да се подготвиш, не знам дали постојат котизации. За такво нешто на национално ниво немаме кој да не поддржи, така? Сакате ми кажа дека вие сами плаќате за да отидете на секаде каде што треба да соберете ова е проблем што јавноста резултат за... Точно, јавноста ова не го знае. Значи, нашата федерација е блокирана преку 20 години. Има блокирана сметка финансиска. Ние не добиваме средства во федерацијата. Федерацијата не ги дава на клубовите и на пливачите. Ние се бориме со години, секој надпреварување, дали е европско, дали е светско, никогаш вие сте блокирани, кога ќе се одблокират, тогаш дојдете ќе ви дадеме пари. Ние патуваме секогаш со наши средства, приватни средства, бараме спонзори, ако може да не, па за ова првенство не сме нашле, па родителите, па клубот ако има нешто. И тоа треба во круг, во континуитет. Ние се бориме со основните работи. Како што ви кажав пред малку, една медаља на олимпијада е 2 милиони евра. Од прилика. Ние за едно патување се бориме. Како ќе отидеме, нели? А знаеме дека картите авионски растат. Пример имаме сега за 6 месеци европско младинско првенство. Сега се купува таа карта. Сега се спрема се. Тоа мора да си има стратегија. Точно. Кога имате федерација позив вас, кога имате институции позив вас, тоа све е средено. Ние како тренер, никога како пливач тоа не треба да го мисли. Ние се бавиме со сите овие пропратни работи за да дојдеме на едно надпреварување. Не одиме на надпреварувањата без опрема. Значи, нашата федерација нема финансии. Ние одиме без опрема, одиме со мајчки, буквално што ако истрчаме ден-два претходно ги направиме ние самите. А се останато од опрема што сега тоа се оди напред, веќе имаме и artificial intelligence и така натаму, има разни уреди за мерење и тоа? Едноставно немаме начин, сега немаме начин. Еве, имаме некои ветувања, има некои финансиски средства ситни сега, меѓутоа се надевам дека ќе биде подобро.
Да. и очекуваме дека ќе Да, затоа што тоа се важни нешта, сите тие мерења, сите тие информации кои ви се потребни тековно како напредувате, сигурно може многу полесно да ги добиете со се она што е нова техника, технологија. Работа со психолог. Штом веќе тоа почнало, какви се првите впечатоци во смисла чувствуваш ли дека ќе ти донесе тоа добри промени на подолг рок? Па еве уште после Олимпијадата, после одреден период почнав да работам со спортски психолог и можам да кажам еве искрено дека многу ми помогна во целиот процес. Начинот на размислување пред и после трка ми е многу различен, конкретно пред Олимпијадата и после Олимпијадата, и би го препорачал на секој. Професор Ленче, така, претпоставувам, да, некаде слушнав информации, меѓутоа таа работела со голем дел од нашите врвни спортисти. Беше вклучена и со репрезентациите што освојуваа добри пласмани на меѓународни надпреварувања, така што одлично, тоа е добра вест. И верувам дека ќе знае како да. Ние претходно сакаме да ангажираме, меѓутоа пак се враќаме на средствата, ги немаме тие средства, нели, за целиот тим околу нас што треба да го создадеме, треба да имаме средства. И ние тие средства ги немаме. Меѓутоа да се бориме на начин како што знаеме и како што умееме и верувам дека ќе биде подобро. Кои се тие нешта што еве вашиот тим ги направил поинаку од останатите пливачи во Македонија, колку сме толку сме и колку ги имаме толку ги имаме, за да успеете да направите значително и забележително подобри успеси? Само ќе нафрлам податок околу исхраната што мене ми звучеше како нешто многу добро, дека си имаш своја специјализирана исхрана. Има ли и нешто друго плюс по кое што се разликувате од останатите? Нормално, околу тоа се бавиме, да го создадеме целиот тим околу нас. Никола си има нутриционист од страна, си има своја ДНК анализа, знае точно што треба да јаде, што не треба да јаде. Се бориме, нели, сепак е во години каде што се бориме тоа да го држи на 100%. Еве сега после изминатите 3 месеци е на 100% со исхраната и веќе одма покажаме резултати. Не само тоа, имаме луѓе од страна кои што ги бараме надвор од државата, ги имаме најдено, се имаме најдено, меѓутоа секогаш заглуваме онаму каде што треба да ги дадеме финансиските средства. Да. А луѓе од страна говорите за да земеме искуство, за да земеме знаење, да. Во секој поглед. Целиот тим што ни треба околу нас. Целиот тим што ни треба околу нас. Доктор од странство, нутриционист од странство, ако имаме дома го ангажираме, ако немаме дома бараме од странство и така натаму. Меѓутоа се до тоа бара финансиски средства, да. Има нешто што не смеш да јадеш забрането ти, а ти се јаде? Шеќери. Едноставно шеќери. Да. Добро. Тоа ми е најзабрането. Друго? Па еве, например, сега пред Олимпијадата уште се боравме со, мислам, ми кажаа докторите од препорака дека кога ќе направам неколку интензивни тренинзи, јас после 2 недели сум мртов болен. И докторите ме препорачаа да направам тест за кандида. И еве, например, сега последниве 3 месеци од кога открив дека ствари имам кандида, затоа не можам да тренирам. Мене исхраната ми е направена специјализирана 3 месеци да се фокусирам точно за да можам да исфрлам кандидата. И еве, исхраната ми е, како да ви обяснам, многу специфична и со ДНК-то искомбинирана и со кандидата, и за врвен спортисти, за сите си кандидата, моментално треба да сум 100% посветен на тоа. Многу дисциплина. Да, и тоа уствари ни даде резултатите после Олимпијадата и тоа ни беше дополнителен бонус. Значи видливо е, така не може да не биде видливо. За наука зборуваме, кога е нешто пресметано точно. Кога сме кај исхрана врз основа на твоја ДНК, може ли да дознаеме каде и како тоа го направивте? Читав прашања, читав многу коментари упатени кон тебе од луѓе, од спортисти, верувам. Дали можат такво нешто да направат овде или мора да биде надвор од нашите граници? Па ете, може тренерот да одговори. Може. Тоа треба да биде наша тајна од клубот, но не е проблем, ќе кажеме. Не мора да биде прецизно место. Меѓутоа, дали е воопшто во Македонија или тука не е тоа достапно? Не, во Македонија, во странство, во Америка. Значи, ние направивме ДНК анализа преку Америка. Или тоа се зема примерок од пљунка, се враќа назад во институтот во Америка и се прави целосна ДНК анализа. Покрај тоа што е добро за спортот, е добро и за здравието. Објаснуваат ризик на болести, се што треба да се внимава и да се пази. После тоа доаѓа на ред околу спортот, околу стресот и така натаму. И Никола точно знае што треба да јаде, што не треба да јаде. Имаше еден проблем со киселината. Точно, да. И со фолна киселина, фолната киселина.
никој не би открил дека мене тоа ми смета. Не Меѓутоа- само за пливањето, за здравјето. Јас Да. како тренер без таков начин на работа јас не можам да најдам дека никола нема одговора фолна киселина. Да. Моја работа е што перицата и мерењата. Но науката во другиот дел на тимот, каде што ќе откријат дали Никола има проблем со фолната киселина, има проблем со нешто друго. Тоа мора да го откријат нутриционистите, докторите и така За натаму. да не ви биде кочница. Пречка во целиот процес. Еве пречка. Никола како што каже има кандида, јас тоа не знам дека има кандида. И тоа му зема целата сила прилика кога ќе дојдеме до интензивни тренинзи, тешки тренинзи, он веднаш после тоа беше болен. Да. Ние знаевме дека негде имаме пречка Нешто и го откривме што е, Нешто. да. И Никола веќе посвеш и Со тоа ми работиме на имунитетот на 50% и цело време. И затоа уствари после толку голем напор јас мора да ми биде нешто, дали ќе кашлам, дали мрсоли ме да, течат едно. тоа била друго, последица, да Да. речеме, меѓутоа Да. сега Да, уште малце и ќе излечиме. ќе се биде надевам. подобро. Браво, браво за пристапот кој што го имате и среќна сум што ова го споделуваме со оние кои што не следат. Посебно е важно за спортистите, нека се инспирираат да пронедат своји начини и тие да вака си помогнат во целиот процес. До каде сме со таа мини војна? Дали треба повеќе да се форсира 400 метри слободен стил или 1500? Ете, Никола е комплетен пливач. Ние имаме тука и други пливачи во клубот кои се исто така, ајде да речеме, веќе имаме пливачи кои се рамо до рамо со Никола, веќе имаме тим околу нас, кои пливаат, тим на пливачи кои што се бркаат на тренинги, пливаат сериозно. Никола е комплетен во сите дисциплини. Никола може да ги плива и наредната олимпиада и други дисциплини, може да плива и мешано. 200 и 400 мешано. Така да каде ќе се ние се фокусираме моментално на кралот затоа што тој ни дава најмногу резултат. Но ништо чудно ние да префрлиме дисциплина. Ако видиме пласманот дека ни оди подобро, тоа е сепак нели стратегија и математика. Таму треба да се види дека во 400 слободно има најголема конкуренција во 400 метри слободно, 200 слободно, тука е голема конкуренцијата, додека на 200 метри градно, на 200 метри мешано, 400 метри мешано е многу помала конкуренцијата. Тоа не го знае исто јавноста. Примерно Никола на олимпијата пливаше да го пријавиме 100 метри слободно или 200 слободно. Да можеме да го пријавиме. Никола немаше биде ни од близу последен. Да. Ќе победеше пример 10 држави пред него, затоа што има повеќе луѓе, повеќе држави може да ги помине. На 400 метри слободно тука се 16, да, најдобри во 30 двајца беа најдобри во светот. Од тие 30 двајца, нели, завршиме тоа што завршиме, да не се навраќаме веќе на тоа. И тоа сакам да кажам дека сепак има простор и место за дисциплините, затоа што Никола ги плива сите дисциплини. Сега го пливаме ова, затоа што овде Никола напредува драстично, меѓутоа ќе може да дојде период каде што ние би смениле. Покрај на Олимписки игри водата, базенот и така натаму, секогаш има коментари за допингувањето, за сомнежите, не само на овие Олимписки игри, туку и наназад низ годините, што се случува со пливањето, како некои луѓе постигнале успеси што не сме ние тие да ги релативизираме, меѓутоа делуваат надчовечки, и колку се строги биле и се строги тие контроли околу допингувањето на пливачите. Прва работа, дали вие сте подлежале на допинг тест? Да, пред олимпијадата Често, ми направија. а сега пред олимпијадата? Сега пред олимпијада прв пат ми направија допинг тест, да. Добро. Да, Како тоа точно. помина? Дали беше травматично? За некои спортисти знае да биде и потравматично. Кај атлетичарите има многу поплаки. Се буна дека дури наутро во 3 часот им Евгени доаѓаат и Попацев ми е кум, он беше кај вас во емисија. Ние сме кумови, Да. Евгени Попацев, заедно сме кумови. Кај Да. него доаѓаат нонстоп 4-5 сабари на Да? нели на врата доаѓаат Ете, на лично контролата. не ми го кажал тоа, меѓутоа напорно е. точно, Не е точно. сеедно. Да, напорно е, ви доаѓаат изненада, мора таму да подпишете кај сте и кога сте, во кој период од денот, нели да се согласите за тоа и они доаѓаат и ако не сте таму ве сметат дека сте како допингуван.
Така да тоа е исто тежок процес кој треба да се помине, затоа се жалат. Се жала, да, затоа прашав дали вам би било тоа травматично искуство или не се беше регуларно? Не, беше се регуларно договорено кога каде и мислам сега малце за прв пат е нормално потравматично бидејќи немам направено сега никогаш. Да, самиот процес имаш надзор, имаш човек до тебе и така. Нешто што не си искусил до сега. Да. Но добро, и ти за тоа имаш искуство. Да се надоврзам, знае ли некогаш да делува демотивирачки, кога може би повеќе од јасно ти е дека некој ги постигнува резултатите затоа што на некој начин си помага? Или тоа го игнорирате? Тоа може да го предпоставуваме, не можеме да го кажеме затоа што нели не се фатени на дело, ние тоа го предпоставуваме, но сепак не е било додека нема потврда. Дека нема потврда, не можеме да кажеме да само спекулации. Точно. Ние ми сметаме и мислиме дека еден пливач кај што може да иде од трка на трка со светски рекорди и знаеме ние што значи да исплива. Јас сум бил бивши пливач, бивши репретативец. Кога испливаш една трка, не можеш да се смириш наредните пола сат минимум. Сега имаме ние случаи каде што тренингот е тој, истиот, каде што пливачи од трка за трка прават светски рекорди. Плюс штафетата на крај на делот. Имаме 4 дела да речеме на такмичењето или 5, прават светски рекорд, после пола сат светски рекорд. Да. Каде е местото кога се опоравиле? Мене што ми е симптоматично највеќе сега на големиот преварување, што ми кажеме на децата, после самата трка, после светскиот рекорд излегуваат дел од пливачите незадишани. Да. Може да приметите, кога има некоја трка, излегуваат незадишани. Ете, тоа не е возможно. Или исто имаше и има примери каде што тотално непознати личности за пливачкиот свет, што не сме ги гледале на митинзи, на надпреварувања, никој не ги познава, доаѓаат и прават некој енормно добар резултат. Имаше еден пливач, не на Олимпијада, на претходната 400 метри слободно, од стаза 0 или 1, кај што не е фаворит стаза, ја победи трката, ги изненади сите, но меѓутоа после сега го фатија на сега го фатија на допинг. Да. Се служат, има дека служат тие нечисти работи, меѓутоа тоа веќе не е спорт, тоа не е. Да, тоа е за почет, не е за почет, тоа не е за спорт. Тоа не е спорт. Нова година, претпоставувам прво гледате на некои пократки, а потоа и подолги патеки. Ке би зборувале ли со бројки кои ви се целите или како планирате? Ајде. Вака сега, значи последната Олимпијада е голем процес. Тоа се 4 години, има многу надпревари. Ние идеме скала по скала. Нашава скала сега, што е прва и по мене многу битна како тренер, е Европското младинско првенство. Имаме Европско младинско првенство, имаме Светско младинско првенство. Уште колку време му преостанува сезонот во Пекина? Уште 6 месеци за младински категории. Точно. Тоа се тука деца со навршени 17 годишна возраст. Тоа е неговата возраст. Веќе има 17. Сега ги наполни. Тоа е неговата возраст, така да ние тука би пробале нешто да направиме. Меѓутоа се не чекаат 6 паклени месеци. Нас ни требаат хитно апел до институции, ни требаат хитно финансиски средства да можеме се тоа да го покриеме. Целиот процес за да учествуваме таму и да им покажеме на сите дека Македонија може да окренеме знамето на државата и да се испее химната. Педестал. Се надеваме на тоа, тоа е мојот сон како тренер и на Никола исто. Тоа Европското младинско првенство по мене е многу важно. Бројки ако сакате, Никола плива 3:57 400 слободно. Треба отприлика да испеа 3:53 3:54, што не е недостижно, не е ни многу далеку, така да Сте го имале веќе како, да речеме, тренинг време во рамки на подготовки, сте ја виделе таа бројка на дело? Со ова што го испија во Ниш, тоа се гледа веќе. Со ова што го испија во Ниш, оваа трка, затоа што со оглед на тоа што Ниш е обичен меѓународен надпревар, добар, а меѓутоа обичен меѓународен надпревар, веќе Европско младинско е, нели, првенство каде што цела друга конкуренција. Точно, од цела Европа најталентираните се собираат таму. Така да тука би се потрудиле да направиме нешто и мислам дека сме близко. Мислам, би требало финале да влеземе. Дали ќе земеме медаља, тоа е веќе тешко да се кажем, меѓутоа со доста труд, доста напор и доста работа се е возможно. Да. Кажав на почеток, ќе повторам, се радувам што верувате во себе и својата работа. Повторуваме, тоа е нешто мерливо, имате тренинзи, работите, така што знаете кои се вашите капацитети и за мене ова не звучи нескромно, ова звучи
Одлично и многу мотивирачки. Има ли денови кога не ти се влегува во вода? Па, секогаш мора да има такви денови, но ете, најдисциплинираниот ќе ги издржи тие Ама денови. нема сакам неќам, Нема така? сака неќам. Посебно кога се големи цели во прашање. Мора. Да, Нема мора. прескокнување. Нема По 2 пати прескокнување. на ден најчесто? Да. Тренинг во вода и плюс 2 пати на ден, плюс имаме, ние го викаме пливачи за сув тренинг или фитнес. Значи, зависи во кои денови како сме распоредени, имаме 2 тренинга, па имаме 1 тренинг пливачки, па 2 па 1, така имаме 9 тренинга до 10 неделно. Зависи за кој период, за што се спремаме. Со по 3 тренинга во теретан. на Тоа ни е нели процесот. да, кој што го работиме и сега нормално дека има денови каде што нели ладно е надвор, врне е надвор, вие сте во кревет во топло, а никој не може да стане му се работи. Посебно понеделнички се бајле. Но тука се дели Никола и децата како Никола се делат од децата кои што не спортуваат. Тоа е тој процес што е тешкото да станете ние одиме во теретана во 5:30 сабај. Во тем одиме во теретана, целата група на Никола заедно со него, одиме во теретана во 5:30. Така да само достанување е тешко, а не да извежбате у теретана, на пример денес ќе имаме работат тежини. Сега вие треба во 5:30 сабај да дигате енормни тежини. Така да тоа не звучи. Ја вас слушам и убаво ве разбирам што сакате да ми Не звучи кажете. воопшто мотивирачки, нели? Но сепак дисциплината е таа која што не треба да има напред. Мотивацијата опаѓа, ја има, ја нема. И кај децата на мене ми се случува како тренер. Да имам мотивација па да ми падне мотивацијата, но сето тоа е минливо. Важен е континуитетот. Дисциплината и континуитетот, да. Со училиштето до каде сме? Ова како мајка звуча сега, ама се уште си средно? Да. Училиште, каде учиш? Во физкултурно Физкултурно? и веќе ова 2 година ми е сега како ти вонредно. Вонредно. Имам многу поддршка од училиштето, Тоа сакав да слушнам. Да, имам доста поддршка во училиштето, но ете и тренерот ми е професор таму. Но со тие напорни тренинзи, со тој период колку ја поминувам од денот на базен и во теретанете, едноставно не можев да постигнам во училиште и најпаметно беше да отидам вонредно. Не е тоа мислам, јас не сакам да нормално, сакам да одам во училиште со другарите, да се дружам, се зезам, но Добро. За се мора. има време, меѓутоа во твојот случај малку помалку време за со пријателите. Целото училиште е пози нас, значи по спlet на околности нашиот директор што е сега беше тренер во нашиот клуб. Така да целото училиште е пози нас. Го знаат Никола, ги знаат пливачи, таму е Петар Цеков, таму се дел од нашиот клуб пливачи, така да го расти, сега да не ги набројам сите дечиња. Таму се сите професорите се пози нас, ни помагаат доста кога треба да излезат од часови. Имаат разбирање, потоа нели нормално треба да научат дел од процесот што име за учење, така да имаме разбирање таа страна и тоа е многу битно. Ако сакате во Америка ја земаме Америка за репер, зашто нели во спортов Америка е број 1. Во Америка школото е наместено според тренинзите, така се они насочени. Така има процесот, значи во Европа е многу потежок процесот за работа со школите. Сите се жалат од тоа, затоа што да не е доволно добро организиран. Не е организиран. И се содруваат двата процеси. И сега треба нити професорите не можат да игнорираат. Немаат разбирање, не знаат затоа што треба да ве разбере дека вие сте станали у 5:30 да тренирате и сега професорката, не знам, ајде карикираме по било кој предмет, по не знам, математика треба да свади дека вие треба да го рипнете низиот предмет во тој ден, затоа што имал тежок тренинг, бил во теретана, и така изморен, исцрпен, го чека сериозен надпревар. Затоа во Америка е направено сосем обратно. Значи школото е наместено според некој што се определил да биде професионален спортист. Ова веројатно ќе биде финално прашање. Дали според се ова што зборуваме значи дека во иднина со цел да бидеш успешен сениор, да не бидеш како оние кои ќе дојдат на 18 години па ќе се откажат за тоа што ќе правиш со пливањето во Македонија на 18 години, жално, но така е. Дали тоа значи дека ќе мора да се излегува надвор од границите на државава? Па сега за сега не ни е тоа план, ние ги гледаме нашите цели и се стремиме кон тоа и се тоа ќе биде континуирано и ќе видиме како ќе се одвиете. Може во држава ќе направиме да се променат неколку работи. Ние веќе разговаравме во клубот на многу пати, на многу наврати околу оваа тема. Јас сакам ние да видиме генерацијата која што ќе го промени начин на размислување и што не е воопшто точна. Еве ќе ви кажам 90% и 99% што излегува од државата надвор да пливаат не успеа. Не успеа. Да не се случило некој голем тоа немале некој резултат. Пливачки, да. Чак што повеќе дури имале послаби резултати од што тренирале дома. Зависи како. Меѓутоа сакам да ви кажам, не е само тоа решение.
Решението е во дисциплината и во менталниот слоб. Ако решат да тренираат и дома се прават успеси, нели потешко со овие ветераници како што се бориме ние, но кога ќе еве Никола со ова време што го исплива, сега веќе позади него има и дел спонзори сега моментов, веќе министерството му префрли некои финанси каде што он веќе може полека да го трасира патот за неговиот успех. Да. Така да ако се сериозен, ако имате дисциплина во вас и ако тренирате сериозно, вие секогаш ќе се вие секогаш може да најдете начин и пат. И ние еве времето на Никола во преточено, ако сакате, во Србија, во Бугарија, и таму е меѓу таму е најдобар во неговата генерација. Дали е тоа Грчка, дали е тоа Бугарија, Србија, така да ние сме најдобри во регионов. Зошто па ние додиме надвор? Зошто секој додиме ние надвор? Можеме дома. Браво. Ви благодарам многу. За мене многу инспиративен разговор. Драго ми е што во оваа прилика и ве запознав. Ќе бидам меѓу оние што навива за вас и што верува во вас. И се надевам дека следниот пат ќе се видиме со нови успеси, нови рекорди и така натаму. Затоа ви посакувам многу среќа во се што ви предстои. Благодарам. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Вам кои што сте пред малите екрани, ви благодарам што гледавте Fair Play. Ние ќе се видиме и следната недела на Телма. Довидување.